Екпа. Меѓутоа добро е што можеби имавме негатива од 2 гола, што не дозволи опуштање кај нашите ракометарки, бидејќи откако одигра нерешено во полуфиналето ракометарките на будуćност од Подгорица, помислија дека се е готово, се покажа на реваншот во Морача пред 7000 дека не е така. Меѓутоа ова не е будуćност, ова не е Подгорица, ова е Кометал Ѓорче Петров, ова е Кале, ова е Македонија, ова е плоштадот исполнет со навивачи на нашиот шампион. Во меѓувреме ние повторно не реализиравме, односно не беше признат погодокот, меѓутоа добро е што грешат и гостинските ракометарки. 3 минути и 20 секунди игра. Да видиме, се држи за коленото Адријана Будимир, дали е се во ред со неа. Да веруваме дека не станува збор за посериозна повреда кај Адријана Будимир, постигна еден погодок, меѓутоа продолживме ние со лошата реализација на ударите од 7 метри, натаму остануваме на оној просек од 50 на 100, 4 досега досудени седмерци, 2 реализирани. Три минути и 21 секунда од надпреварот од второто полувреме, 13-11. Калиниченко, Кастратовиќ, Платон, гол! (14 спрема 11 по 3 минути и 52 секунди игра од реванш финалниот надпревар од големото финале на Европската ракометна федерација. 4000 љубители на ракометот во салата на Кале. Повеќе од десетици илјади на градскиот плоштад, милиони крај малите екрани. Вечерва се со нашите ракометарки во очекување на голем триумф. Кометал за сега има резултата, води со 14 спрема 11 на ефикасно во нашиот состав. Кастратовиќ, меѓутоа Дину блеска на голот со 11 погодоци. Прекрасна атмосфера, се е подготвено за големо славење на големата победа на нашиот шампион, на македонскиот ракомет, на Македонија воопшто. Меѓутоа остануваат уште тешки 25 минути до крајот на надпреварот, а реков по 4 минути и 15 секунди игра во второто полувреме. Кометал во големото финале води со 14 спрема 11. Го проследите, почитувани гледачи, вклучувањето во телевизискиот дневник на македонската телевизија. Разбирливо со што друго би започнала централната информативна емисија денеска, ако не со вклучувањето токму одовде од вулканот под Кале, чија ерупција ја очекуваме по 25 минути, меѓутоа посакуваме тоа да биде ерупција на радост, на задоволство за големата победа, како што споменав, на нашите ракометарки, на македонскиот спорт и воопшто на македонскиот народ. Атмосфера, поддршка стигнува од тие страни, меѓутоа да видиме Кастратовиќ, позиција за гол. Кога е најпотребно, Индира Кастратовиќ, 15-11. Четири гола предност свирежи од 4000 присутни во салата да се оневозможи нападот на противникот, но за Платон ќе има исклучување. Отиде малку невнимателно директно на вратот на Лови и од тука трето исклучување во нашиот состав. До сега Бујанова, Малахова, сега и Платон. Исклучени на 2 минути, на 2 пати со ракометарка помалку беа унгарките. Ние имаме водство од 4 гола по трет пат на овој надпревар, но да видиме Падар се изборува за позиција и гол. Брзо реализираат, брзо ја користат предност од ракометарка повеќе. Трет гол на Падар за 15-12.
И натаму прекрасна атмосфера. 1,5 минута ни е 100 ракометарка помалку. Неуспешна комбинација, но и прекршок над Ферзалиева. Покажува колку грубо беше влечена. Сега и Фаркаш не знам што сака, само ја иритира публиката. Дали е сега тоа целта на унгарките? Немаше потреба од еден ваков однос на искусната 28 годишната Агнес Фаркаш. Реков со еден подсмев, со еден гест, само ја иритира публиката. 1 минута и 19 секунди остануваат од казната на Платон. Ние продолжуваме во напад. 100 ракометарка помалку, 9 метри. Бујанова, Калиниченко на позиција на централен бек, Ферзалиева. Калиниченко, Бујанова, повторно груп прекршок над Ферзалиева, судиите не судат ништо. Еве управлена топка и мора да има прекршок. Иако едниот од двајцата судии тргна во напад, меѓутоа треба да биде во овие моменти повнимателна и публиката. Не треба да дозволиме да бидеме испровоцирани по овие прекршоци, доста груби на унгарските ракометарки. 9 метри, ќе останеме ние во напад. 1 минута и 4 секунди до комплетирањето на нашиот состав. Како ќе оди сега реализацијата? Бујанова па Ферзалиева. Кастратовиќ се прави блок за неа. Еве Кастратовиќ бие, меѓутоа прекршок, ја прифати Шугарова топка, меѓутоа претходно фаулира на Кастратовиќ. Тешки моменти, уште 50 секунди остануваат од казната. Запрено времето на семафорот, не знам што е причината, сепак дозволуваат судиите, Кохут и Долејц играта да продолжи. За момент помислив дека ќе се интервенира на подот. Бујанова подигната раката на судиите. Кастратовиќ гол! Феноменална игра на Индира Кастратовиќ. 8 гол на Кастратовиќ. Кога беше најтешко на 30 секунди до комплетирањето на нашиот состав, повторно ја презема одговорноста. Кој друг како не Индира Кастратовиќ за водство од 16-12. Во меѓувреме грешат гостинските ракометарки во обид брзо да реализираат, бидејќи кометал ќе биде комплетен по 12 секунди. Сето тоа изнуди грешка. Ние повторно 4 гола предност. Минаа 37 минути од надпреварот. Атмосферата доживува кулминација, ако воопшто може да се каже такво нешто, бидејќи 2 часа пред почетокот на оваа средба едноставно немаше игла каде да се фрли во салата на Кале. И јадници љубители на ракометот беа и надвор, веројатно веќе сите се упатија на градскиот плоштад, меѓутоа сега и ние не успеваме докрај да го завршиме овој напад. Едно грешно проигрување и Калиниченко требаше да биде внимателна. Можеше да биде и исклучена, сепак погодок за Тот. Тоа е Тимеа Тот, прв гол, 16-13. Значи со првиот погодок на Тимеа Тот, една од најмладите во составот на унгарскиот представник во Лигата на шампионите, има 21 година Тот. Ние и натаму све во водство, 116-13. Публиката и натаму продолжува со своето шоу. А Бујанова во нејзин препознатлив стил, Олга Бујанова, втор погодок, 17-13. Добро е сега. Се разиграа сите наши ракометарки. Четири гола разлика, 8,5 минути игра во второто полувреме. Сега мали проблеми, меѓутоа добро изработена акција. За момента мисля дека без идеја одат во нападот унгарките, меѓутоа Бенијач доаѓа до чиста позиција, втор погодок за 17-14. И верувам, почитувани гледачи, дека максимално се обидуваме, ќе го прифатите нашето извинување за овој рекламен простор, меѓутоа голем беше интересот на коментентите, а ние следиме Платон да видиме, судиите велат имало престап. Останува 17-14, меѓутоа реков правиме максимални напори. Нашиот режисер во репортажите Коли Зоран Нефовски
потоа во режијата на македонска телевизија Гоце Ставревски, сето тоа да го пласираме, а да не влијае